Крвава ноќ во Србија. Тензиите низ државата се разгореа, откако поддржувачите на владеачката партија се судрија со антивладините демонстранти во повеќе градови. Демолирани беа повеќе партиски штабови на Српската напредна странка, а и од двете страни тврдат дека имало повредени. Српскиот председател Александар Вучик кажа дека се повредени 16 полицајци и околу 80 поддржувачи на Српската напредна странка, при што обвини неименувани странски сили за организирање нереди. Српската власт вели дека ќе има апсења. Nigde se ništa nije dogodilo, osim u blizini prostorija političke stranke koju blokaderi i batinaši ne vole. Dakle, svuda je usledio njihov napad. Nigde niko njih nije napao. Ni u jednim njihovim prostorijama. Nigde na ulici. Uloga je zadatak policije da očuva javni red i mir, da zaštiti bezbednost svih građana. I upozoravamo sve da svi poštuju zakon, da niko ne krši zakon, protiv svih onih koji krše zakon biće primenjene sankcije, odnosno biće podnete krivične ili prekršajne prijave. Спротивно на изјавите на Вучик и оние на полицијата, демонстрантите тврдат дека всушност тие биле нападнати синхронизирано од поддржувачи на Српската напредна партија. Залетели su se udarencom pendrekom po maltene kuku, a mislim da je čak uhvaćen i bubreg, vidi se crvenilo. Студентското движење во Србија ја обвини владата дека се обидува да предизвика граѓанска војна и повторно го повика српскиот председател да распише предвремени парламентарни избори. Вучик пак им одговори дека нема да дозволи демонстрантите да направат граѓанска војна и да ја уништат државата.